Познати светски геолози за македонскиот рудник Алшар сметаат дека е најдобро чувана тајна во светот, најголема енигма на човештвото. Рудникот истражува Стојне Митева. Стојне, Алшар ќе биде ретко наоѓалиште на материјалот кој засега го има само во сончевото јадро. Така е, Томич, нашата екипа денеска е под падините на Кожув. Се наоѓаме пред самото окно на мистериозниот Алшар. Си поставуваме прашање сите ние, а сигурно и вие. Дали Алшар е навистина мистерија или е пат кон бесконечната светлина? За ова ќе зборуваме денеска во кратката репортажа, но и од изјавите кои што ги снимевме од институциите и од реномирани професори. Но најнапред, да погледнеме што нашата екипа регистрираше токму во напуштениот стотици години наназад рудник Алшар. Алшар, рудник на македонско тло, за кој речиси веќе никој не зборува. Ако ги запрашате никој од помладата популација, никогаш и не слушнале за него. Злато, арсен, талиум и огромен број други минерали биле експлоатирани токму од овој рудник низ вековите наназад, но акцент сепак се става на лорандитот. Рудникот Алшар се наоѓа 300 метри од малото село Мајден во длабочината на Кожув планина. Во неговата внатрешност се влегувало низ 18 на окна, кои за жал повеќето од нив веќе се затрупани. На ова окно овдека, односно на окното од озгора пишувало Алшар срекно. Срекно за над 500 жители од населено место Мајдан, но и од соседното село, каде буквално сите биле вработени токму во овој руднико овдека. Податоци за работата на рудникот се среќаваат во документи од 1877 година, кога почнала да се формира и рударската населба Мајдан. Во тој период Алшар бил даден под концесија на англиско-француска компанија со седиште во Солун. Издробената и сепарирана руда со каравани со коњи и маски се транспортирала во Солун, а оттаму со воз во топилниците во Фрајберг, Германија. Сведочењата на местното население се дека овде, во Алшар, лежат безброј приказни за огромното богатство под рудникот, но и за животот на рожденци и мајденци поврзани со заборавениот Алшар. Да, сите биле вработени, рожден било 900 жители. 900 жители било, Мајден било како населба. Рударска населба била. Тука, кај чешмата, кај што е, тука имало хотел за рударите. Во која јама да влезиш, они се поврзани. Едната јама со другата, се поврзани секако. Сега со онаа што е горе високата, што е најповеќе што има јами таму, таа е поврзана, таа е па со шахти поврзано, оти високото е горе на ридот, со шахти поврзано. Кај што оделе напред па свртели право долу. 2 од 8 отвори на јамите биле долги 6000 метри послани со калдарма. Денес оставени на работ на времето, речиси сите се оштетени. Тешка се стигнува до тунелите. Речиси е невозможно да се открие што останало. Крие ли Алшар, лорандит кој на светот ќе му ја донесе безкрајната светлина од внутриното, која во моментов ја има единствено само во сончевото јадро. Ние успеавме да влеземе овдека во Алшар, но нашиот пат дојде до оваа карпа овдека. Има уште една дупка, но ние не знаеме каде води следната, колку е длабок и колку е широк понатаму Алшар, бидејќи навистина од другата страна не излегува никаква светлина. Нашиот пат до Алшар завршува овдека. Вистинската енигма што ја крие Алшар и по толку векови е пат американска компанија да направи база за научни истражувања во непосредна близина, кои за жал немаат никаков одговор. Ова се остатоците од последната лабораторија на која што се вршеле испитувањата, односно пред точно 15 години. Американско-македонска компанија подпомогнато од австријска корпорација, една од најголемите во светот за руди, ги вршела испитувањата. Но засега никаде во светот нема објавено никакви резултати што всушност откриле тие овдека токму во Алшар. Познати светски геолози овој рудник го нарекуваат најчуваната тајна на нашата планета. Некои го вреднуваат и како најголема тајна на човештвото, бидејќи во неговата утроба наводно се криела тајната на постанокот на космосот и на целиот сончев систем. Токму во лорандитот можеби е и мистеријата.
Но што велат научниците, што велат луѓето кои што ја познаваат трудата, го познаваат рударството, а и сигурно веќе работеле, не истражувале на Алшар. Дали на вистина Алшар го нуди патот до бескрајната светлина. Во продолжение предлагам да ја погледнеме изјавата на професорот Блажо Боев, ректор воедно и на Рударскиот факултет во Штип. Се работи на Алшар во овој момент и кој е веќе во завршна фаза со тоа да се обезбеди доволна количина на минералот лорандит, околу 1 килограм, веќе сме приближно до таа количина, за да можеме во наредната година најверојатно првите експерименти во Јапонија да бидат направени во делот на детекцијата на олово 205 и од, да кажеме, придонесот што неутрината го имаат во еволуцијата на Сонцето во задните 5 милиони години, така наречени пепе неутрина. Значи, од аспект на економска возможност, доколку Алшар ги зголеми резервите на злато, не мислам дека нема да биде економски значаен, но ќе биде значаен, да кажеме, објект. Така видовме репортажата внатре во Алшар, но го слушавме и професорот Боев што вели и што смета тој за повторното реактивирање на истражувачките цели внатре во Алшар. Но се поставува и прашањето колку македонските власти се мокни и дали воопшто треба повторно да одвојат средства за некакви истражувачки цели, да се увиди што всушност крие фамозниот Алшар и какви се минерали се кријат под него. Во продолжение предлагам да слушнеме изјавата од Христијан Делев, заменик министерот за економија во моментов во македонската власт. Знам дека во македонската јавност барануваат разни шпекулации, информации околу лорандитот и колку тоа нешто е спектакуларно, но до сега сите истражувања ги имаме ние видено и прочитано и разгледано. Всушност тоа е еден лорандитот еден талиумов минерал за кој што светската наука се уште нема потреба. Не зборувам дека во иднина можеби би било другачие или би имало некаква потреба, но во моментот тоа е еден редок елемент за кој што нема никаква примена во денешнава наука или технологија. Тој се користи од време на време за некои истражување. Така да, значи, чим нема некоја побарување или некоја примена, тогаш нема и некаква цена, ниту па пазар за тој елемент. И на самиот крај, научниците сметаат дека лорандитот е единствениот кој може да го детектира неутриното и луцира, честичка со директно потекло од јадрото на Сонцето. Освен лорандитот, ниеден друг минерал во земјава ја нема таа особина да ги препознае честичките кои доаѓаат директно од јадрото на Сонцето. Но дотогаш не се знае до кога неутриното ќе биде одвоено од лорандитот и ќе имаме она фамозна бесконечна светлина.